Добро дојдовте повторно на каналот. Денеска би сакал да разговараме за fake failed cycle, односно како големите играчи го манипулираат пазарот со ова и успеваат подоцна да ги ликвидираат сите позиции и потоа цената да се придвижи нагоре. Како што кажаме, нормалниот формирање на нормално day cycle изгледа вака. Формираме day cycle и очекуваме цената да продолжи нагоре, потоа во следниот, но доколку цената повторно дојде до ова ниво и го проби ова day cycle, значи дека очекуваме цената да продолжи надоле. Но, што прават? Што се случува сега? Имаме добивање на day cycle од тука, мало пробивање, цената се враќа, го пробива и ова ниво, тука ги ликвидира тие позиции и се враќа на еквилибриум, односно во средичниот дел на оваа цена и потоа ја бира насоката. Па ајде да видиме неколку примери кои се случувале во минатото. Типичен пример, тука имаме ова е крајот на bear market, последното ниско ниво кое што го видовме, ова беше колапс на FTX тука. И што направи цената? Се придвижи надоле, ликвидираше голем број на позиции, се придвижи нагоре и формираше некој опсек, доколку го земеме ова тука и го поставиме вака, ја можеме да видиме. Ова е некаков опсек на цената во кој што се движела и што имаме тука? Формирање на day cycle low, формирање на горниот дел на цената и повторно пробивање. Мало пробивање кое што е доволно да ги ликвидира голем број на позиции тука во овие цифри, потоа имаме движење нагоре. Всушност, вие тука имате left translated cycle, доколку не ја гледаме оваа страна. Имате left translated cycle тука и очекуваме дека цената повторно ќе се придвижи надоле, но тоа не се случува, бидејќи маркет мејкерите имаат други планови и цената ја движат нагоре, потоа ги ликвидираат овие горните позиции тука и повторно ја придвижуваат цената до средината на оваа голема свеќа. Која е всушност целта на fake out failed cycle е да ги ликвидира сите позиции кои што се на пазарот и повторно маркет мейкерите да продолжат во својата насока во која што сакаат да ја движат цената. И зошто мислам дека ова е едно од најболиш сценаријата, бидејќи погледнете што се случува потоа. Ова е fake out failed cycle, тема потоа огромен раст. И всушност кога ќе видиме најголемите булиш сценарија, секогаш биле пропратени со fake out failed cycle, после кое што следува огромна експанзија. Значи, ова се случува многу често во циклусот на биткоин, така да мора да го запамтите доколку се сретне повторно со него. Значи, имаме формирање во day cycle low, тука формирање на високо ниво, формирање на ниско ниво на цената, мало пробивање на цената, малку доле ликвидирање тука на позиции, повторно движење, тука мало и повторно движење во средината на предходната огромна свеќа која што се случи тука. И ова е првиот пример. И доколку се помериме напред во август и септември 2023 година, што можеме да видиме? Можеме да видиме типичен ист пример кој што се случи тогаш. И доаѓате тука, формирате повторно најниско ниво на цената, можеме да го бележиме вака. Потоа формирате највисоко ниво на цената и погледнете што се случува доколку го поместиме овој правоаголник. Повторно имаме од формирањето на дното, имаме намалување на цената,
повторно сите луѓе мислат дека ова е неуспешен циклус, што значи дека цената после ова би требало да се, доколку го гледаме вака, цената после ова би требало да се придвижи уште надоле, но добиваме зелена светја тука и цената продолжува нагоре, ги ликвидира и овие позиции тука, и сите тие кои што влегле тука на ново пробивање, всушност е важно пробивање, кои што своите стоп лосови ги ставиле тука некаде, повторно цената се враќа, ги ликвидира тие позиции за сите што влегле прерано и си го прави своето. И доколку сте биле присутни тука, нова можете да знаете дека тука беа многу бериш сите, но и како не можете да бидете, бидејќи имаме пробивање на day cycle и доколку знаете за fake out fade cycle, можете да претпоставите, но не можете да бидете сигурни уште и тука, и се што треба да ставите е цената да си го направи своето и да ве одведе на правиот пат и да знаете кога ќе може да влезете во одредена позиција. И како што можете да видите, никогаш немате затворење на цената испод ова ниво. Што значи дека само ја пробивате и брзо цената се враќа. Тука исто така само се пробива и се враќа. И видите овие кители тука каде што цената не успеала да се задржи на нив. Што добиваме всушност тука? Тука добиваме после ова, кога сме го добиле, добиваме right translated cycle, односно циклусот од 56 денови кој што на некој начин ова било средното ниво на цената и потоа продолжуваме нагоре. И кога тука ќе направите пробивање, што очекувате? Исто така очекувате пробивање на дневниот циклус и продолжува цената надоле, но тоа го инвалидира ова пробивање, го инвалидира ова високо ниво тука, после кое што можеме да очекуваме придвижување на цената нагоре, бидејќи имаме right translated cycle. И што всушност правите кога ќе ги ликвидирате овие позиции? Сите се збуните тука и не знаат што да прават, но искусните трговци едноставно ќе повлечат и тренд линија. Тука можете да видите се што се случувало ова тука било испод тренд линијата, што значи дека не било немало можност за тргување и не било препорачливо да се влегува во позиции пред да се пробие ова. Така да, кога веќе сме го добиле, имаме огромен спајк нагоре, ова е пропратено и со волумен, можете да видите дека имаме сигурен брейкаут тука и погледнете што прави цената, продолжува нагоре. И како што кажаме претходно, имавме fake out, failed cycle тука, тоа имаме повторно, имаме експанзија. И сега доколку се вратиме само момент да ги случиме овие линии. И сега, доколку погледнеме и се вратиме каде сме денеска, ќе видите дека тоа личи премногу на овие два претходни примера што ги прикажавме. И што гледаме тука, го формираме day cycle low тука, сега ќе покажеме повторно. Тука формираме дно на дневниот циклус, формираме високо ниво на дневниот циклус и формираме еден обсек тука. И што гледаме сега? Имаме пробивање на претходниот day cycle low, цената сите мислевме дека ова е дека е failed cycle всушност и дека цената би продолжила надоле тука, но не верувам дека веќе ќе ги посетиме овие цени за биткоин, барем сега за сега, бидејќи имаме класичен пробив тука, можеме да погледнеме пробив и сега. Дали оваа цена ќе го направи следново, може да
се движи вака и потоа да го формира дното на дневниот циклус и да продолжи нагоре, или пак можеме да добиеме силен пат и повторно тука цената да остане во некој опсег, да се формира во овој еквилибриум, односно средината на ова високо и ниско ниво тука, ова е средината, и да продолжи нагоре кон нови врвови. И сега можеме повторно да ги погледнеме, да видите во поголема слика што се случуваше. Имаме fake out, fake cycle, експанзија. Fake out, fake cycle, експанзија. И ова е малку покомплексно, нема да го објаснуваме сега, бидејќи ни треба многу време. Ова е четвртиот бран од целото движење на овој циклус, така да нема да го објаснуваме сега и моментално сме тука. Што можеме да очекуваме? Треба да видиме во следните денови што ќе се случува, дали ова ќе заврши како што ние претпоставуваме или пак на друг начин, останува да видиме. И сега кога го пробивме ова, мислам дека се, не знам, 99% ова нема да го видиме повеќе во биткоин сега за сега барем. Се што ни останува е да видиме да цената, како што кажа веќе, да направи некој опсек тука, повторно да ликвидира позиции на оние што влегле сега моментално на овие на пазарот, бидејќи ова е првото пробивање од овој опсек тука што го направивме ние. Од овој опсек тука, прво пробивање, веројатно е fake out, така да оставиме на времето што ќе ни покаже. Што значи поголемо движење на биткоин очекувам кога ќе го формираме Day-Cycle Low на 4 август. Сите знаете, Day-Cycle Low се формира 60 дена во биткоин, плюс или минус 10% од може да има варијации, но отприлика е тоа, што значи дека 56, 54, односно тука, и значи од 29 јули до 10 август некаде треба да се формира ова дно, и од тука очекувам цени што мнозинството на пазарот ги очекува. И како што покажуваме претходно, имаме fake out, failed cycle, што следува експанзија. Веројатно ова е последното движење, бидејќи сме пред крајот на бул маркетот моментално и големи се шансите ова движење да заврши до 150.000, но никогаш не можеме да знаеме. Секако имаме и можност од тука да пробиеме, но мислам дека шансите за тоа се многу мали. Да го тестираме ова ниво и да продолжиме нагоре, но мислам дека треба уште малку да посветиме време тука, да се исчисти пазарот од long и short позиции тука, и потоа кога сите ќе бидат ликвидирани, маркетот ќе си продолжи во неговата насока. Мислам дека алткоините исто така би требало да имаат своје време доколку цената се придвижи тука. Повторно, мислам дека требало да имаме некое време за алткоини. Можеме и да погледнеме биткоин доминацијата тука, веќе почнува да се намалува, и дали ќе пробиеме низ оваа тренд линија, треба да видиме, и доколку пробиеме, сите знаете многу добро што би следувало, би требало да ја посетиме оваа тренд линија. Тука алткоините би требало да добијат свое време за да направат некои нови профити за вас. И секако тоа е тоа за денеска. Не би сакал многу да должам. Единствено би сакал уште да ве поканам да се субскрибнете на мојот канал. Во плейлистите кога ќе отидете, доколку сега не знаете за што зборувам во ова видео, секако можете да ги погледнете овие две видеа. Мислам дека ќе бидат многу појасни, едно од најбитните видеа. Доколку сакате да
успеете со тргувањето на овие циклуси или пак инвестирање кое што ќе видите дека е многу подобро од DCA стратегијата. Коме е се што ми останува тука е да ве поздравам, имате убав ден и се гледаме во следното видео. Поздрави, чао. Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams with a pickaxe app. Electric bill gave my